Почитувани гости, ви благодарам што останавте по кратката пауза и сега можеме да продолжиме понатаму. Дебатата е дел, односно спаѓа во активностите на проектот Биди дел од заедницата Дебатирај. Затоа и ќе ви кажам неколку зборови за проектот. Главна цел на проектот Биди дел од заедницата Дебатирај е да се зголеми учеството на студентите роми во креирањето на политиките поврзани со ромската заедница. Проектот му пристапува на тој проблем зашто мал е бројот на студентите роми кои се вклучуваат во креирањето на политиките. Затоа ние избравме дебатата како интерактивен метод во кој студентите можат на организиран начин да се ги искажат мислењата, аргументите и различностите во пристапите на решавањето на проблемите со кои се соочува ромското население. Пред се се заблагодаруваме до Фондација Отворено општество, кој што финансиски го поддржува овој проект и поради тоа ние можеме слободно да ги реализираме активностите. Почнувајќи од имплементирањето на проектот, ова се следниве резултати. 13 обучени студенти роми кои се стекнаа со дебатни вештини и научија како да ги искажат своите мислења. Потоа, по обуката, следеше процес на избирање на теми од страна на дебатерите. Нормално, за да знаат тие дали може да дебатираат на тие теми и колку се подготвени. По избирањето на темите од страна на дебатерите, тие предлози ги пративме до студентската ромска заедница на Facebook групата на Рома Везитас, каде што дел од вас мислам дека видоа, каде може да гласат која е актуелна тема на која што може да се дебатира. И така ние обезбедивме транспарентен процес на избирање на теми за дебата. По гласањето од страна на студентската ромска заедница, добивме денешната тема, таа е семејната поддршка кај учениците роми во основното образование. А додека самите дебатери ја избраат тезата, која што едната страна ќе ја брани, додека другата ќе се спротивстави, малата семејна поддршка негативно влијае врз успехот на учениците роми во основното образование. И да подсетам дека ставовите и мислењата кои ќе бидат искажани од страна на дебатерите, тие не се ставови и мислења на Рома Верзитас, како и на Фондацијата Отворено општество Македонија. Од едната страна ние афирмативниот тим, додека од другата страна ние негацијскиот тим. А како ќе изгледа дебатата? Форматот на дебатата, како што можете да видите, првите тројца дебатери ќе говорат од страна на афирмативниот тим, исто така и првите тројца дебатери кои што ќе говорат од страна на негацијскиот тим. Вкупното говорење во парови ќе биде 30 минути, така што секој дебатер ќе има максимум по 5 минути да говори, односно да се ги искаже своите мислења. По говорењето на дебатерите следуваат прашања и препораки од публиката, каде што се остава простор најмногу до 10 минути. По публиката, двајцата дебатери, последните четворицата, што ги гледате четвртите поред од двете страни, тие ќе ги кажат препораките кои што ги имаат афирмативниот и негацијскиот тим, но исто така ќе ги повторат и препораките што ги очекуваме од публиката. Афирмативниот тим ние Семран Сулеман, потоа Джемилијана Абдулова, Ариф Адеми и Дженгис Мемедовски. Од мојата десна страна, тоест негацијскиот тим, е Надир Усейн, Руфат Демиров, Орнела Гани и Шајан Нука. Така веќе можеме и да започнеме со дебатата. Првиот пар ни е Семран Сулеман како представник од афирмативниот тим и Надир Усейн како представник од негацијскиот тим. Првото прашање до Семран Сулеман. Господин Семран Сулеман, дали може да ни одговорите чија е должноста децата роми да одат
во на редовна настава во училиште. Секако дека родителите се одговорни за редовноста на нивните деца во училиштето. Значи, нашиот тим во оваа дебата ќе аргументира дека одговорноста за неуспехот на учениците во образованието лежи исклучиво кај родителите. Родителите од ромската етничка припадност не извршуваат должноста нивните деца да посетуваат редовна настава во основните училишта и се приморани истите да се одделат од образовниот систем. Најнапред првата причина е што заминуваат во странство како азиланти, не си ги извршуваат потребните обврски за децата да продолжат редовно во училиштето кога ќе се вратат. Ромите повратници од земјите членки на ЕУ само ги пуштаат децата да одат во училиште и не се распрашуваат многу во кое одделение треба нивното дете да продолжи како од кога ќе се врати во Македонија, за да му овозможи на своето дете да продолжи во истото одделение каде што и продолжило во странство. Значи има и такви кои што се вратиле и воопште не се ангажираат своето дете да продолжи во образовниот процес и истите остануваат без завршено основно образование. Родителите имаат право да побараат нострификација и еквиваленција во Министерството за образование за свидетелството кој што го добило нивното дете во странство. Со тоа детето може да продолжи со своето образование во соодветното одделение на неговата возраст, но родителот не го прави тоа и ако детето не било во земјата повеќе од една учебна година, тој мора да се врати во тоа одделение кој што не го завршило, кој што не го продолжило во Македонија, а може би го завршило во странство. Така што пак го изучува истото одделение и истиот губи мотивација за учење затоа што е со други ученици кои што се помали од него. А како што напоменав, има и ученици повратници кои што воопште не се вратиле во училиште. Додатно е тоа што родителите може да побараат од училиштето да се организира, да имаат индивидуална и групна настава за учениците повратници според Законот за основно образование. Според тоа што ни се случува да 482 деца не го завршат образованието во Шуто Оризари и истите останале неоценети, од кои што 80% поради внатрешни и надворешни миграции. Втората причина е што учениците им помагаат на своите родители во работата и затоа не одат редовно во училиште. Родителите на тие деца, поради многудетноста, поради традицијата и необразованоста, ги тераат децата да работат со нив, да им помагаат во заработувањето. Во помагањето спаѓа доста физичка работа, просење, собирање на пластична амбалажа, железо и така натаму. Има случаеви кога и самите деца сакаат да работат, поради, како например, некој 13 годишно дете кое што проси и не оди во школа поради страмот осуда од школските другари, додека пак во местото каде што живее не е странно децата да просат, зашто поголемиот дел од населението во нивната средина го прават тоа. Според истражувањата на Едукативниот и медиумски центар 24 вакти, во нивната анализа за основните училишта во општина Шуто Оризари, забележува дека во училиштата од прво до четврто одделение најмногу го напуштаат образованието, особено во второ и во трето одделение. Со тоа ни се случува во ромската заедница 78% да се запишуваат во задолжително образование, меѓутоа да го завршат само 69% од истите.
како подкрепа за непосетувањето на настава се прекршочните пријави кои што основните училишта ги праќаат кон родителите се во неголемиот дел кон родители кои што се роми. Надир, кажи ни, кој друг е одговорен за должноста учениците роми редовно да посетуваат настава? Негативскиот тим оваа дебата ќе ве аргументира за тоа дека одговорноста на неуспехот за ромските деца не е кај родителите, туку напротив кај државата. Државата е таа која што треба да обезбеди услови за самите деца и за семејствата, за да можат да одат редовно во училиште. Да, свесни сме дека ние ромите сме најголемата група која што живее во Европа, но исто така и најмалку неедуцираната, но исто така и најмалку финансиско стабилна. Државата е таа која што треба да обезбеди услови за семејствата за да можат да одат редовно во настава. Ромите одат во странство, семејствата роми одат во странство за да можат да ги задоволат основните потреби. Сите знаеме за масловата пирамида на потребите. Тоа што е направено дека први треба да бидат задоволени основните потреби за да можеме да одиме кон наредни ниво. Како можеме ние да напредуваме кон едукација кога не се задоволени основните потреби? Ромските семејства, сите статистички податоци покажуваат дека ромската заедница е најранливата во Македонија и дека дури најмалку 70% од ромите се невработени и живеат во субстандардни услови. Исто така имаме и проблем со здравјето, каде што ромите се наоѓаат во просек од 50 години на живење. Исто така знаеме дека ромите најчесто децата остапуваат од школа од прво до четврто деление поради тоа што сметаат дека тогаш децата можат најдобро да го научат јазикот во странство и најдобро да се адаптираат и исто така децата сметаат родителите на децата сметаат дека тогаш ќе бидат поприфатливи од другите деца. Ромските семејства се изложени на гола екзистенција. Еве, според истражувањето на Европскиот центар за малцински прашања, ромите за интеграција, анализа и препорака од 2005 година, родителите чии деца го напуштили училиштето како најчеста причина наведуваат лошата финансиска ситуација на семејството, немањето на пари како главен извор на незаинтересираноста и напуштањето на школото. Еве ќе ви кажам еден пример каде што јас бев сведок на тоа. Значи имаше една жена која што се жалеше дека детето нејзино не сака да оди во школа поради тоа што имаат финансиската состојба е нестабилна и поради тоа што они нема што да облекуваат и се срамат од другите соученици. Исто така, во однос на трошоците за училишното истражување на визуализација Finance Think потврдува дека 45% од семејствата со ученик трошат околу 3000 до 6000 денари за почетокот на учебната година. Како да ги покрија сите останати трошоци кога земаат само 50 евра социјално и дури помалку. Исто така, значи ова сето на државно ниво испаѓа во товар на семејството. Ако споредуваме во интернет порталите што се шираат статистички податоци дека секое трето дете во Македонија живее во сиромаштија, додека едно од три не го завршува ниту основното образование, и Министерката за труд и социјална политика рече дека ќе го зголеми бројот на деца кои земаат детски додаток, но пак не е доволна сума од 55 евра според УНИЦЕФ. Затоа сметам дека вината не е кај родителите, туку кај државата, затоа што треба да креира политики кои што ќе бидат адаптирани за условите за ромите кои што живеат во Република Македонија. Ви благодарам. Ти благодариме на тебе, Надир Усеин. Следниот пар кој ќе ни дебатира се Джемилијана Абдулова и Руфат Демиров. Джемилијана, Ту мислиш колку родителите ги исполнуваат училишните обврски кон училиштето? Денес ќе ви објаснам како малата подршка влијае негативно врз успехот во училиштето. Родителите се незаинтересирани за обврските кои ги имаат кон училиштето. Кај нас, според истражувањата за основните школи во Шуто Оризари, покажува дека родителите се незаинтересирани за школувањето на своите деца. Родителите не посетуваат родителски средби.
разбирам, работат, зафатени се или пак не сака да присуствуваат од причина да не се срамат, да не се посрамотат пред другите родители за однесувањето на нивното дете. Но секоја средба е после 17 часот, кога можат сите да присуствуваат. И не само тоа, повеќе анализи докажуваат дека најголема невработеност има кај ромите, што значи дека немаат фиксно време за работење, освен да работат на пазар, а и таму се работи до 16 часот. Така да, може да присуствуваат на родителските средби. Со присуство на средбите имаат можност да бидат во советот на родители, да бираат или да потикнат иницијатива за решавање на проблеми кои се однесуваат за ромските ученици. Уште еден факт што докажува дека сепак родителот е тој што одлучува за иднината на своето дете, а бога ми со оваа незаинтересираност нема да стигнеме никаде. Дополнително неодговорно кај родителите е што не разговарат со класниот раководител. Секој родител има време да посвети за разговор со наставниците. Колку да е зафатен, само 5 минути од своето време е доволно да дознае дали неговото дете има единици или петки, дали редовно посетува настава или не, или бега од часовите, зашто тоа е така. Како што реков и претходно, нашите родители се незаинтересирани и неинформирани за образованието. Се нешто друго им е поважно од сопственото дете. Многу често не се јавуваат ниту на телефон. А според изјавите на наставниците, со училиштето имаат соработка само родителите на учениците со подобар успех. Останатите само кога имаат проблем. Наместо да чекаат нивните деца да направат некој проблем, редовно да направат комуникација со наставниците со цел превентивно да се влијае на девијалното однесување. Меѓутоа, има такви родители што не доаѓаат на разговор дури кога им се задаваат педагошки мерки. Полесно им е да се напијат кафенце со соседките или пак да разговараат кој ова лето се омажил оженил, кој имал најубави шалвари на свадби, отколку да отидат на советување во училиштето кој што се наоѓа во истата населба, а можеби веднаш до нивниот дом. Како можат родители од други населби редовно да идат на средби, а не нашите родители на кои што училиштето им е на 5 минути? Со секоја покана за недоаѓање од страна на родителот парично се казнува и се уште некои тоа не го сваќаат сериозно. Секој родител има право да се информира за своето дете, а тоа ќе го направи со редовно посетување на родителските средби. За иднината на нашите деца треба да се погрижиме ние со посветување внимание на нив после школските активности. Ви благодарам. Ти благодарам и на тебе, Джемилијана. Руфат, како што ја чувме Джемилијана, значи родителите роми не ги прифаќаат училишните обврски. Зошто мислиш дека е така? Да, може би до некаде тоа е точно што родителите не ги прифаќаат училишните обврски и не се појавуваат на родителските состаноци, меѓутоа ајде да видиме која е причината за тоа. Дали родителите не се мотивирани, не се заинтересирани за животот на сопствените деца? А сте размислувале ли за тоа дали училиштето пак доволно ги мотивира родителите да бидат дел од состаноците? Дали информацијата за тековните родителски состаноци секогаш стигнува до родителите? Прво, тие не се секогаш информирани. Затоа што обично некогаш се случува децата и да не кажат дома, особено оние што прават проблеми на училиште. Така и потврдено и со истражувањата што велат дека со училиштето имаат соработка родителите на учениците со повисок успех. Некои родители не доаѓаат на родителските состаноци поради срам и неадекватност во училишната средина или едноставно немаат време ако се зафатени со било каква работа. Второ, некои родители немаат доверба во наставниците училиштето. Тоа е поради сопствено искуство кое што го имале кога тие биле ученици. Имали искуства на дискриминација, седеле на последни клупи, трпеле навреди. Има делови од шуторизари кои се со лоши животни услови, лоша инфраструктура и домакинства кои заработуваат преку отпад.
Затоа нормално е овие родители да чувствуваат гнев кон општеството и во ова општество се наоѓа и училиштето. Затоа овие родители не разговараат со наставниците. И трето, родителите на учениците роми, поради личното искуство или поради негативни примери од опружувањето, се случува да не гледаат на образованието како нешто корисно за нивните деца. Тука мислам на тоа дека постојат примери кога луѓе завршуваат дури и високо образование, а повторно стануваат без работа. И токму ова ги демотивира родителите на учениците роми. Исто така има примери каде што не се зима предвид нивото на образование, туку партиската припадност. Да, тука мислам на партиските вработувања кои што дополнително ги демотивираат родителите да го образуваат своето дете. И сега што се случува? Што прави државата по тоа прашање? Поднесува прекршочни пријави против родителите чии деца не посетуваат настава. И што со тие пријави? Прво, без парична казна, родителите ќе продолжат и понатаму да не ги праќаат децата на училиште. И плюс со какво лице државата поднесува прекршочни пријави за непосетување на настава. Како може државата да очекува од семејства кои живеат под прагот на сиромаштија да им овозможат на децата да посетуваат настава? А при тоа државата не интервенирала и не им овозможила на тие деца минимум можности за да им купат на своите деца облека, чевли, училишен прибор. Не може детето босо да оди на училиште. Гладно дете не може да внимава на предавањата на учителот. Толку гласно му кркора цревата на тоа дете што не е во можност да го дослушне гласот на учителот како ја предава наставната содржина. Сето ова е потврдено и со истражувањето од 24 вакти насловено како анализа за осипувањето во основните училишта во општина Шуто-Оризари. И тука се докажува дека сиромаштијата представува главна причина за осипувањето, заедно со недостатокот на интерес и ниско ниво на образование и тешкоти во учењето со кои се соочиле и родителите на осипаните деца. И стапката на напуштање на училиштето е највисока во посиромашните семејства. Благодарам. Ти благодариме, Руфат. Следниот пар се Ариф Адеми од афирмативниот тим и Орнела Агани од негацијскиот тим. Ариф, што мислиш или што сметаш? Дали родителите им помагаат на учениците дома? Најнапред дозволете да кажам едно свое мислење, тоа дека семејната поддршка е најзначајната поддршка во нашиот живот и таа секогаш е пред институционалната поддршка, бидејќи поаѓаме од тоа дека родителот треба се да прави за своето дете, соодветно да го заврши своето образование, но во Република Македонија не е така. Родителите не ги поддржуваат своите ученици во врските кои ги имаат во училиштата, поради тоа што но пред да ви објаснам зошто е тоа така, да почнеме што значи тоа да се биде родител во современо општество. Родител да се биде една од најважните работи кои можеме да ги имаме во нашиот живот. За многу мина тоа е патување кое нуди многу предизвици, многу забава, но за многу мина тоа не значи ништо. Поради обврските на родителите, децата самите на себе се препуштени, што е пред се не само од физичка смисла, каде што безбедноста и чувањето е основата на помалите, додека и само во решавањето на проблемите и предизвиците кои се случуваат самите ученици. Но ова е само една попозитивна реторика, додека другата реторика е малце поопасна во тоа, што доведува тоа дека неписменоста на родителите доведува до намалување на мотивот на детето да го заврши своето образование. Како што напоменавме на почетокот, дека децата се принудени самите на себе и поради таа нивна неписменост на родителите не се во можност никако да помогнат на своето дете. Со тоа да им помогнат да се соочат полесно со нивните предизвици. Кога мислам на предизвици, мислам на тоа како ќе ја каже песничката, како ќе го положи тестот и слични работи. Но проблемите
што е многу посериозно од тоа какви се неговите проблеми, што се случува во текот на наставата, каде може да се обжали, сето тоа е ништо. Тоа е ништо. И тоа е, имаме тука само еден виновник, а тоа е родителската негрижа. Следствено на тоа, неписменоста кај ромскиот народ, според податоци од Советот на Европа, во државите изнесува до 10%. Но, според државните бројки, според официјалните државни бројки, изнесува тоа дека тоа е со само 1/4 од просечната анализа направена од Советот на Европа. Што е тоа многу малци, што тоа е релативно, можеме да видиме дека е многу. Дозволете да ви експлицирам понатака. Според пописот во 2001 година, 2002, пардон, или повеќе од 10 години, вкупно 67.358 лица се без образование, или 3.6% од целокупното население, додека роми постари од 25 години се 24%, од кои половина од жените немаат образование, односно се неписмени. Или со други зборови, се смета дека само 1 од 10 деца роми го завршуваат своето образование, основно образование, што е многу поразително. Да се префрлиме околу Конвенцијата за правата на детето. Сметаме дека, и тоа е факт, односно, дека злоупотребата на детето доведува до директно прекршување на Конвенцијата на правото на детето. Кога станува збор кај ромските ученици, веднаш ме асоцира на Конвенцијата на правата на детето. Бидејќи сите ученици се деца, а посакуваме сите деца да бидат ученици. Во 1999 година Собранието на Република Македонија ја ратификуваше оваа конвенција, но истовремено се обврза да имплементира истата. Па што вели таа? Што таа конвенција прокламира? Свесни за фактот дека детето, за да оствари хармоничен развој на личноста, треба да расте во семејна средина, во атмосфера на љубов и разбирање. Се прашувам, децата кои питачат, каква е семејната подршка тука? Дали имаат подршка да ги поддржуваат во однос до сега тоа што го прават, или треба да имаат семејната подршка за да се вратат во училиште? Па се прашувам, како тие деца ќе ги вратиме назад на училиште? Дали тоа ќе биде преку некој проект, невладин проект? Затоа нашиот тим смета дека злоупотребата на детето е директно прекршување на Конвенцијата за правата на детето, но исто така тој и општествен и генерацијски проблем кој се соочува ромската популација, но и воедно за да се тоа уништи баш буквално, треба да се работи со двете групи. Ви благодарам. Ти благодариме, Ариф. Орнела, како што чувме од говорењето на Ариф, родителите не помагаат дома. Тогаш, кој треба да помогне на учениците во изучувањето на наставните содржини? Секако дека образовните институции, училиштето, државата и наставниците треба да помогнат на наставните во изучување на наставните содржини кои учениците треба да ги научат. Според наодите во публикациите на Институт за човекови права, правото на образование на децата роми со посебен фокус на девојчињата роми во општините Газибава и Ѓорче Петров и Институтот за европски политики Скопје, децата на ромите повратници од 5 града, Скопје, Делчево, Тетово и Куманово, како и останатите ученици кои имаат тешкоти со учењето и совладувањето на наставниот материјал, не им се одржува дополнителна настава. Според некои истражувања, наставниците не одржуваат дополнителната настава, затоа што рекле дека немале просторен и кадровен капацитет. Истите наставници кои го предаваат предметот, според Законот за основно образование, задолжително им е да одржат дополнителна настава. Не им се потребни дополнителни наставници за истата. Според Законот за работни односи, полното работно време не сме да изнесува помалку од 36 часа неделно, или најмногу 40 часа неделно. Ако пресметаме дека наставните часови траат по 40 минути, тогаш тие работат во настава за 20 наставни часа,
минимум 14 часа и за 23 наставни часа работат максимум 16 часа неделно и останатите часови се за домашна работа во домот. Така што не може да кажат дека немаат кадровски капацитет, зашто сигурно истите наставници можат да оделат уште 40 минути за дополнителна настава, за која што законот налага како должност. Дополнителната настава се организира за ученици кои имаат слабо поведение, слаби оценки, ученик кој има најмалку 2 слаби оцени, некој кој постојано отсуствува по барање на ученикот или по барање на родителот или старателот, не може да нема просторен капацитет, бидејќи во секоја училница се одржува, не може во секоја училница да се одржуваат по 7 или 8 часа. Мора да има празни училници, посебно кај оделенијата од 6 и 7 оделение, кои имаат помалку часа во неделата, од 8 и 9 оделение, каде што може да се одржи дополнителна настава, независно дали на 7-миот или 8-миот час. Значи, како што е наведено во истражувањата, има слаба посветеност на наставниците за работа со ранливи група на деца, а и со деца кои имаат тешкоти во учењето. Факт е дека тие работат најмногу со ученици кои имаат одличен успех. Наставниот материјал кој го изучуваат нивните деца, како и домашните задачи, се многу сложени, па дури нејасни за самиот родител. Дел од родителите на ромските семејства се неписмени, а некои од нив немаат и некој просечен немаат ни просечен успех, така што не може да се очекува родителите да помогнат на децата во домашните или во изучувањето на наставните содржини на децата. Тука повторно како проблем го гледам училиштето. Учениците стигнуваат до 6 оделение, 5-6 оделение, а се уште не знаат да читаат, да пишуваат, да бројат. Не може да се очекува од дете што не знае да чита, да пишува, да брои, да решава математички операции. Овде би требало да се примени и во основното образование некој вид на туторство и менторирање кои се спроведуваат од страна на управата за развој и напредување на образованието на јазиците и припадниците на заедниците при МОН. Поради тоа бараме и тука дали од Министерството за образованието или невладина организација да се обезбеди туторска поддршка на учениците кои што имаат потешкоти при совладување на материјалот. Благодарам. Благодариме на тебе, Орнела. Сега следуваат прашања и препораки од публиката, не ли се разбира поисцрпените одговори на дебатерите. Дали има некој да постави прашање? Вака, значи, јас ми се допадна последниот дел на Орнела за тоа дека треба да се овозможи туторство и мислам дека клучот во помагањето на ромските деца да одат напред со образованието е интересот на наставникот. Зошто? Затоа што кога имаш деца во класот на кои им треба помош, ти треба да пристапиш од твој мајчински или татковски инстинкт и да го прашаш тоа дете што се случува со него. Тоа го нема во Македонија. Дури јас кога го учев, мене никогаш не дошла наставничката да ме праша како се осеќаш, дали имаш проблеми или нешто слично дома или како можам да ти помогнам. А мислам дека тоа им е едно зашто се викаат наставници е првенствено тоа. За да покрај наставата што им ја нудат во образовниот систем, да ги водат исто така, да го извлечат максимумот од тие деца. Така што мислам дека решение би било наставникот да ги лоцира, например, тие 5-6 деца во класот и да работи секој ден со нив, ако имаат некои потешкоти. Не мора да ги донесе на ниво на одличните ученици, туку да ги донесе на ниво на доволен барем, за да има доволно знаење од материјата што им се предава. А да не зборувам за тоа што го спомна, не знам кој го спомна за писменоста на учениците, значи треба и на тоа да се поработи, а наставникот тоа може да го. Да, тоа е негова задача. Ти благодариме, Кенан. Шукардиве, поздрави на и дебата, поздрави на и иницијатива. Таророма везите се бусиум за благодаримо, сосим поканимо, ќе кај тој дебата,
односно ќе презентација со Киргело Силхани Сар Кучело Корома Берзитас, воодушевимо сум сварно буд. А посум разочаримо да, што те пенасим буд радосно, ама и разочаримо. Соске сум разочаримо. Разочаримо сум таросаадва со одорка Бешкирло Рома Берзитас буди и панда наштите анопејек адекватно решение, те шајте те керопејек шужи мотивација, ке романи заедница, да нопети себе препораке, одлуки или решенија. Чак што више, верувам дека оптимисти сум. Ваќава дека тарека дебата, кај Каролпе нешто е јавер, ме мислам дека дефинитивно о студентија и академско граѓање кај керен е јавер листо, кола со едноставно ка решение о проблеми е романе заедница. Ако на буд, ама јак посто, не мора ќе целосно. Макар те покачи напредва. Радосно сум студикава да им сум делото мендар. Водиш емоцијум, секогаш кога ме мири покрепа, односно мири поддршка да ќе сар мануши искусно тероирумани култура, со ќе работи. И верувам дека за менде буд саква неуспеха со џак на Кирген Сарине, а двајтано со нетранспарентност наемотивација ки романи популација е романе чавенги. Уништимитани романи популација, ко било која поглед. Со родијатута ро Максими, кога жената керол мобилно ко вас, а на жената релте ке школа и ти керол ја ќе верна активностија. Мотивација која ќе лепе на не соодветно мотивација ко ние школа, која те со ваќера ќе те на погото ки шутка, тоа ќе коди школе. Ко сао школе мен кога си јамсена генерација која учи најсестра школа си не џасне ко летување, џасне ко надпреве, си не смотре, си не са. Мене джанава ки школа каджа заврши неа нијек сектори, нијек работилница на не, ни хор, ни фолклор, ни театар, ништо на не. Нијек дидактичко методи на не сарте едуцирнопе о Максими, односно о чавејки школа. А побари мотивација се си има бутела те керав, само ме кај керав ми јек. Даја каја трибина, даја кала со иситмене ки преку Канал 24, преку Медиумија. Со пут попаше товен ко школе, ко родителја, ко наставе, а попутер товен да не влијателно ки политика. Јек, тари мотивација со што има каде ка нас овај јасно чаво ко правен сектор, дека несоодветно струка ја куена ко школе, партиски, некомпетентно и родеа компетенција некастар. Кај џаја два? Значи, наштекна ту само тој ки политика и си некој компетентно, на не ќе јадеа струка, и замислена кај кула некој само, ајде дека сен ки политика, допринесен ја на политичари, си гото. И дуито пути, страшно и тани. Мора јек пути ту мен, кому во Facebook профил да ваќергим се нејек пути, кога си нејек чавака на таротето ваќергјас нешто, ме пенгјум. Те кувен ту мен, шамарка е политичарен, телент ја старен ек тан, да ту мен, нас е не политичаренге, о политичарата не туменге. Штета кате со тумеси на академско граѓање, од делимесиен ко политике, ола туменде злоупотреби нена. Ко те со едноставно, на тумаро гласо, ке политика и си зелено картони, лоло картони. И туменси нема, тумен джабе туме родителја, кога си умеда ек родители со си чаво студенти, односно академско граѓани, кога со си буду разочарми киравала пек на са родители, кола со еднострана мен джанеа сар вложинеа туменде. А мен джанеа сар киреа тумиге тументе овена два со итано ки крајка дајале на политичаринге и тумен нас е никој ништа. Најтумен анап, најтумен реноме, најтумен нисто. Керен бутик тумаро принципија, а о принципи бушужи бутикот е со толтумен тумаро достоинство. Ако најтумен тумаро достоинство, да кој си е тумен? Јек капак коко саква, шајте ваќерав, најбари мотивација е менге ученик школа си е тумен, те джан, те си каверен дека и сјамен. Академско граѓани, толе мотивација, ов завршин ја, куја ќе бути, ме да каджавка учинав. А кана и си ја вер, фидбек контра ко сакава. На джават учинав, како аманги бизнисмени, шајкоав ди со политичар или шајкоав некој, и си има паре, кај кинави која, мекоав некој и нешто. Ме само адва шајт ваќерат ми дека со попутер те организиране тумен, дедевла и шала мангава ороме верзитар дикавале екстра политичко субјекти, понадори, те шајте организираните месецке и младина си ентумен, и академија си ентумен буд пошукарки светло и на шајте легарен, англе еромен, него некој те дозволинен са неписмено,
силаджие или необразован, некомпетентна мануша, те керем бути туменцер и мате делтумет мароја. Маовен слика бизотони. Ме само шабет едва тве кираптуме. Јас добро толку не сум искусна, но како што слушав, добро и двете страни си имаат по некоја тежина, тука има некоја средина. Пред се секако државата има вина и сето тоа организирано, но мислам дека домашната култура е најважна. Така да, постојана поддршка на своето дете, постојана мотивација не кошта пари, па колку и да немаш, едноставно и зајакнување на неговата личност. Нешто што фали кај нашите родители, мислам досега се што знаме, тоа постојано да го туркаат и да го поддржуваат своето дете во извршување на некои активности. Пример, ете, и глина и нешто и се ќе прави, ќе дојде дома, ама не му е гајли и не коментира за своето дете. Леле, супер, ова си го направил, па ајде посупер и вака нешто слично. Значи, нас ни фали таа комуникација родител-дете и пристапот родител-дете, сето тоа општо како е. Например, и психологијата позади сето тоа. Така да мислам дека јас исто така некои програми или нешто, така проекти да се воведуваат из овие родители што се посиромашни семејства и сето тоа, па така да се овозможи поефективна комуникација дете-родител, бидејќи, како што кажав, мотивацијата и поддршката и за зајакнување на личноста на тоа мало дете е многу важна. Затоа што тој кога има многу strong personality, Така, си налично. Јака личност и сето тоа, значи не може ни еден лош збор од некој наставник да му рече ти не можеш ова, ти не можеш тоа, кога знае дека многу добра позадина и многу добра поддршка има дома. Не мора, значи, родителот да е писмен. Колку писмени еве млади луѓе има. Само треба едноставно и родителот да покаже повеќе грижа и повеќе да сака на некој начин да му помогне. Шутка една, викни го на детено што го знаеш ке ти помогне со некои задачи. Затоа што јас мислам дека вистина мотивацијата и поддршката на родителите е многу важна. А некои родители ги оставаат децата буквално сами, не прашуваат ни како ти беше денот, дали јаде нешто, што беше најубаво, што беше најлошо што ти се случи. Буквално сами одат на школа, сами си идат, ташната ја остават и прават работи што можете и не треба ни да се прават за тоа дете. Така да јас мислам ова како ни родител сум ни ништо, но мислам дека ова е многу важно за детето. Ефективна комуникација родител-дете, постојана мотивација и поддршка, тоа не кошта ни пари, ништо, само едно време, 5 минути ја се седне со твоето дете да го прашаш како поминал и што поминал. Тоа е се. Ти благодариме, Левишка. Да. Може Руфет слободно? Имам овде. Во однос на државната интервенција и наоѓање на лоцирање на вината во државата, морам да спомнам онака баш хопсовски дефинирање на државата во смисла на тоа дека државата постои. Ние сме си формирале како човештво држава за да не заштитува едни од други. Па дури кога е потребно, државата смее и треба да го заштитува детето од неспособноста и неписменоста на своите родители. Исто онака како што не знам, ја заштитува сопругот при семејно насилство, исто сметам дека државата треба да интервенира и во овој вид на семејни врски. Така. Си го кажува ставо на негацијскиот тим. Јасно. Поред. Ви благодарам. Сега се следуваат препораките од афирмативниот тим. Тој препораките ќе ги представи Дженгис Мемедовски. Нашиот тим како формативци донесе неколку следни заклучни препораки. Препорака е бидејќи нотификацијата на документите трае најмалку 60 дена и според Законот за основно образование, ако третината фондот на наставни часови не се посетат од страна на учениците, може да се побара од страна на родителот да се полага оделенски испити, за да не продолжи од истото оделение неговото дете во наредната учебна година. Тоа значи ако веќе мора да одат во странство, да гледат да се вратат најдоцна до ноември месец, од септември ако сосуват или да не сосуват повеќе од 2,5 месеца во текот на учебната година за да не останат неоценети нели учениците.
Иако останат надвор од земјата, нели, повеќе од 3 месеци, повторно од септември и се вратат во текот на учебната година, најдоцна нека продолжат во оделението и нека побараат нели оние оделенски испити, затоа што тоа му е возможено тоа и тоа има право да го побараат, нели, и да полагат, нели, во наредните, односно кои што тие се 2 месеци, односно јуни и август месец. Следната препорака е да се зголеми одговорноста на родителите преку информативни работилници за нивните обврски и казните да бидат, нели, соодветни, односно парични како што се налага, нели, со законите, само овој пат да се пременуваат. Пример се најголемиот процент на прекршосни пријави од основното училиште кои се донесени против, нели, родителите на учениците роми поради непосетување на настава, само да се, нели, реализират до крај. Па тогаш би требало да има, нели, промени во прифаќањето на одговорностите што ги имат, нели, кон училиштето и кога нивното, нели, дете учи таму. Следната како препорага ние заедничкиот тим ја донесуваме и ја продолжуваме во глобала, нели, во износ од 300 до 400 евра да се спроведува според законот за основно образование за родителот, односно старателот на ученикот да му возможи на своето дете да ја исполни обврската, нели, задолжително образование, нели, и воспитание, односно он, значи небитната работа што е родителот, што треба да на ученикот во возможи повеќе заинтересираност, да се вклучи во тоа, да бара, да истражува, не дека нема, го има сето тоа. Тоа е дадено. Благодарам. Ти благодариме, Ченгиз. Следен е Шајан Нука со препораките од негацијскиот тим. Благодарам. Негацијскиот тим ги издвојува следниве препораки. Да се користи во основно образование паричен надоместок, како што е во средното образование, но под услов ученикот да присуствува на најмалку 85% од училишните часови во тековното тромесечие. И тие средства да се користат за ужинка, училишен прибор и облека. Да се информираат ромските семејства за условите за земање детски додаток, бидејќи доста ромски семејства не земаат детски додаток, иако имаат право на тоа. Просветната инспекција да проверува дали има задолжително одржување на дополнителната настава на ромските ученици, заради полесно совладување на наставниот материјал. Да се примени во основно образование туторство и менторирање, кои се спроведуваат од страна на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците при Министерството за образование. Училиштето да организира активност во кои родителите ќе се чувствуваат дека се дел од училишниот живот на децата. Наставниците да се јавуваат или да праќаат SMS пораки на родителите. Ако немаат контакт, да побарат од ученикот и да ги известат за се што е потребно. Исто така бараме од Министерството за образование или било која невладина организација да обезбеди туторска поддршка на учениците. Како препораки што беа дадени од публиката, а се во полза на негацијскиот тим, ги издвојуваме следните. Наставниците да ги прашуваат децата со кои проблеми се соочуваат. Наставникот да работи со децата кои имаат потешкоти со совладување на наставниот материјал. Ви благодарам. Во ред, само кон кој тим да знаеме? Предлог не од Чаваџингеси и ме бива кирасни само екте шајтолки забелешка, а двајтано дека ја земи подхитно те киропек СОС центар, сар сујси јавера центар за образование, баш ко локално ниво, те шај пошто бут родителја мангената желинен Петро наставника или ко образование, а на джанена сарадвателен те кереноле, или палем најлем мог теленте решенен адла проблемја, таро било која погледи, те шај те киропек шукар СОС центар толки локална заедница, значи
ке локална самоуправа, кој ниво кодава, те шајте ке опек шужо триаголнико. Родител, школа, дете. Мислам, два бутфалини, кои те со едноставно, ако грешиња некој, те шај олателен, те поможиненем, те керен. А два тоа стручно лице со кој керел бути кој два образовен центар, те шајте рол те керел, ко политичко, ко локално ниво, ко невладин, но сектори агар, тоа керел, кој два ниво, без разлика, те шајте поможини родителен, те шај ке буџене срунава, ке дебатава, ке дека заклучоција дека оромајтене неписмено, родители Ален Германгата пина и си бут неписмено, да ще поможнен часијате те си кабен од домашно задача Чавенгере, па те шајту месар студенти, са Рома верзитар, те шајте покрепинен, садва неме редовно наслов кер кој кер, те шајте ролте джалпете поможнилпе, те шај пошукара образованието во Амари Ромен. А значи Туменцар заедно која два СОС центар би предложено Тумен те водине на два СОС центар, мислава сар компетентна мануша, академско мануша, студентија, ко волонтерско ниво нормално, матва кера кој ка керал два проекти далеко пара или на, те шајте повонжилпем те кералпе ексар анализа, јака компаративно истражување те кералпе, те ди кералпе, јаке беше се со Тумен шајте керен таросааква, тот ми ги сар, ки крајката ди кен тумаре заклучоција, ковор Тумен са Рома Врцитар поможиња. Почмени Ленова старца Тумен декова, мислам, телен иницијатива Тумен декова ста. Бутичи нама Туменцари, мислам дека си компетентна мануша и верно дека шајте керен саадва. И си доста проблеми ако школе, и си доста проблеми ки улица, и си доста проблеми ки локална заедница, лен астерен обуќа Тумен дековас. Месам адва шајте керат ми. Формиралпе, нека формиралпе центар СОС, тоа ќе раваѓаре, башо неформално група нека олтано било сар само нека покажимпе, нека действинепе. А Тумен посебно мангаат мен сааква кај да дебата сојтани, бивајќи растене ко работен тим сојтано ко Рума Верзитар, кампањата ќе ролпе. Те џанки улица, не мора косале. Ки улица, те бешолпе адари има која те ќе ролпе. Те си каопе роменге дека и си капацитети аменде ми си мотивација. Те ше оладате лен Туменар пример оладате ќе на два. Чи мате даран дека образование, ем само со образование ме шетелате џангле. Дичина ман пут мезар гордост. И сма будваро респекти джи Тумен. Настојнен ќе работи. Така ви благодариме. Почитувани гости, ви благодариме што дојдовте, присуствувавте на дебатата. Ви благодариме за прашањата што ги поставивте и препораките што ги споделивте со нас. Секако дека овие препораки ќе ги пратиме до соодветните институции и до невладините организации. Исто така очекувајте и понатаму дека ќе правиме следни дебати, но на други теми. Како што реков, овие препораки ќе ги пратиме до Министерство за образование, до невладини организации кои што работат во делот за образование на ученици во основното образование. Ви благодарам.